Реформите на УЈП ги исплашија пензионерите ке требали на стари години да учат компјутери. Ова е нивната првична реакција откако вчера беше соопштено дека сите кои примаат каков и да е приход ке мора да пополнат електронска пријава и да се регистрираат во системот на УЈП. Ништо си не баба од тие не знае. Епа не знам, јас од тие пензија само земам, друго немам ништо приход, што не работам, ништо. А знаете ли да се регистрирате? Не, како јас не видам, немам интернет, ништо, на што ќе направам, на што ќе го направам. Од УЈП денес смируваат. Намерата не им е да ги испратат пензионерите на курс за компјутери, туку да ја поедностават постапката на годишна даночна пријава. Ако досега УЈП ги контролираше годишните даночни пријави кои ги пополнува и поднесуваа граѓаните, од сега граѓаните ќе ја контролираат УЈП. Ќе ги контролираат годишните даночни пријави кои ќе ги пополнува и поднесува УЈП, односно граѓаните ќе бидат тие кои ќе треба да ја потврдат или коригираат УЈП, и тоа само со еден клик електронски од било кое место во било кое време. Ова сепак не го намалува стравот кај пензионерите кои се соочуваат со технологија која за повеќето од нив е нова и непозната. Значи, доколку нема интернет, постојат начини, односно предвидени се варијанти каде што лицето може да овласти друго лице во негово име и за негова сметка да ја потврди или коригира годишната даночна пријава. Но што со оние кои нема или не знаат да се регистрираат, дали се соочуваат со парични казни? Не е тоа казниво дело. Значи, ние сакаме да направиме конечната наша цел на некој начин е да спроведеме една успешна реформа која што ја имаат и ја користат и другите даночни администрации во другите поразвиени земји. Нашата цел е да стапиме во непосреден контакт со сите физички лица и никој од нив да не биде иземен од спроведувањето на оваа процедура. До крајот на годината податоци треба да испратат сите граѓани кои оствариле приход од редовни месечни примања, плата или пензија, но се пријавуваат и дополнителните заработки од капитални добивки, продажба на недвижен имот, договори на дело, работа на интернет и слично. Регистрацијата е на системот е-персонален данок, а потоа барањето за регистрација треба да се поднесе на шалтерите на Управата за јавни приходи. Регистрацијата граѓаните ќе мора да ја направат само еднаш, а не како досега секоја година сами да ги носат пријавите.